Националниот совет за евроинтеграција, за жал, во целокупниот контекст на работите, има само протоколарна улога. Имаме состаноци на кои што доаѓаат амбасадори на европски земји кои ги објаснуваат приоритетите на председателствата, меѓутоа немаме материјал врз основа на кој што можеме и треба да работиме. Колку за илустрација, на еден од состаноците министерот за правда не се појави. Не се појави човек. А требаше да се разговара за законите од областа на правосудството. Суштинска улога Националниот совет ќе има кога ќе започнат преговорите со Европската унија. Зошто? Поради тоа што тоа ќе биде телото или некој пандан, ама тело во кое што ќе седат сите политички партии и ќе дебатираат. И имавме одлична сугестија, предлог од Хрватска, со која имаме одлична соработка, тамошниот водач на целокупниот процес на преговорите неколку пати беше кај нас и кажа вака: Националниот совет во Хрватска за време на пристапните преговори го сечинува сите политички партии, како што е кај нас, се водеше од опозицијата, како што е кај нас, но ние одлучивме да бидат седниците затворени. Не нетранспарентни. Значи, после седницата да се информира јавноста, меѓутоа ние заклучивме дека за да не прерасне во арена за партиско надмудрување, нека бидат затворени. Зошто? За да се стави фокусот на работата. Ајде законите кои што ќе дојдат од министерствата, како да се разгледаат, како да се анализира дали се имплементирани препораките од Европа, како стручната јавност да се вклучи, нека биде тоа еден затворен состанок, фокусиран, стручен, аналитичен и после тоа да се информира јавноста. Така да, Националниот совет, за жал, во ситуација кога имаме антиевропска влада, е само проформа. Ништо друго. Не можеме ништо да направиме. И кога на реформската агенда не се работи. Нема закон поднесено. На што ќе дебатираме ние? Нема донесен закон. Неколку закони само помина минатата година. Така да у тој момент, кога ќе се отвори процесот на преговори, кога ќе стигне материјал, закони од владата, формата ја има. Суштината тогаш ќе ја појачаме и ќе ја имплементираме. Благодарам.